Добро вечер во второто издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Еве дел од настаните во него. Презентиран оперативниот план за активните мерки за вработување за наредната година. Досега со активните мерки вработување обезбедиле над 7400 лица. Општина Карбинци доби детска градинка. До крајот на годината 12 градинки се изградени или обновени. Идната година се планира нови објекти и обнова на старите во 12 општини во државата. Отстранете дефектот на така наречениот бугарски канал близу Кочанско-Спанчево. Комбајните влегува да го соберат оризот од Кочанското поле. Отворен ден имаше Агенцијата за вработување на Република Македонија во Штип. Генералниот директор Владко Поповски се сретна со дел од невработените лица и работодавачите, ги слушна нивните барања и им ги појасни новите мерки за вработување и самовработување. Средбите со невработените лица, директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски ги користи за информирање во однос на тоа дали Агенцијата на вистинскиот пат со оперативните мерки и планови за вработување, а со собствениците на компаниите да разговара за тоа што им е потребно да најдат соодветен работен персонал. Бевти во други градови, што вела таму? Па, буквално јас ги предизвикувам сите оние што доаѓаат да ни искритикуваат, да видиме што сме погрешиле, бидејќи само така ќе знаеме што грешиме, што треба да се поправи. Во сите други градови беше околу неможноста за вработување на постари лица, кој што реков дека со текот на времето тоа се случи во Штип, во Кавадаци, каде што се потроши сите оние на расположлив млад кадар и почна да вработуваат лица и во посериозни години, бидејќи и луѓето во посериозни години се добри работници, само им треба добра стимулација, добра мотивација и тие ќе дадат многу повеќе од себе отколку младите. Таков е случајот со 57 годишниот Венцо Апостоловски, кој од 1993 година е евидентиран како невработено лице во Агенцијата за вработување во Штип. Имате работено за сега негде? Имам. Каде? Имам рудник у Провоштица. Последниот пат. И после не пуштијам и од тога таму нема никакви дистинции. И што е она што ве интересира, што ќе го прашате директно? Било што да таму се најде работа. Било што би работели и 23 годишната Сибела Аџан Шакирова и 26 годишната Рахела Шакирова. За каква работа сте заинтересирани? Секаква. Не е битно работа да е. Би го прашале кај можеме да се вработиме и кои услови така нешто. А за каква работа сте заинтересирани? Па исто за секаква работа која било, работа дај. За работодавачите учествуваат во обука на лица кои подоцна би добиле постојано вработување. Користив во програмата за фасадери, значи обука од 3 месеци и сега треба да полагат за лиценцирани фасадери. И колку сте задоволни од мерките? Па задоволна сум, за сега сум задоволна. Првото што беше преку Заводот за вработување, значи имаше 8 учесници, значи тие беа редовни, целата програма редовно се посетуваше и имавме доста добри резултати, бидејќи уште во првиот круг една од ученичките веќе е задржана на работа. Поповски пред Штипјани го представи оперативниот план активни мерки и програми за 2016-та, во кој се вклучени и вработените лица кои имаат потреба од нова вештина и технологија, мобилност на работна сила и самовработување на лица со инвалидитет. Покрај тоа што им даваме 5000 евра за грант за нивно вработување, војно може да вработи уште 2 дополнителни лица во нивната компанија и да го реализираат својот сон, да имаат собствена компанија, да бидат сами своји газди и да работуваат за сами за себе. Интересот за оваа најнова мерка од страна на лицата со инвалидитет веќе предизвикува внимание во Штип. Досега имаме 12 лица, има и обуки да почнат веќе да се ги спремат сите потребни документи за да можеме да од дел од тие да си го оформат својот бизнис. Анализата за тоа колку владините мерки се користени од страна на невработените се врши со помош на Равенка, истакнува Поповски. Буквално сите градови ги опфаќаме. Колку што има апликации и се квалитетни, гледаме да ги опфатиме. Значи ќе намалиме таму кај што имаме повеќе, да не во тој град. Значи едноставно никого не ставаме на страна. Сите да добијат соодветно од колачот кој што го нуди. 7400 нови вработувања, од кои на 1600 се на истокот од државата. Ова се досегашните ефекти од владините активни мерки во рамки на проектот Македонија вработува.
Ова се одлични бројки за кои предвидувањата се дека и во иднина ќе растат, изјави министерот за труд и социјална политика Диме Спасов во Карбинци. Проектот Македонија вработува според последните бројки заклучно со денешниот ден има над 7400 ново отворени работни места од кога е започнат да се реализира. За Источна Македонија има околу 1600 отворени работни места преку проектот Македонија вработува. Штип има околу 420 нови работни места преку овој проект. Кочан има околу 460 нови работни места преку проектот Македонија вработува. Ова е успешен проект кој што им помага на македонските компании, меѓутоа им помага и на македонските граѓани. Се зголемува надоместокот за заштита од енергетска сиромаштија. Семејствата корисници на социјална помош од јули следната година за оваа намена ќе добиваат по 900 динари месечно наместо досегашните 800 динари, најави владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Семејствата кои користат социјална помош наместо досегашниот надоместок од 800 динари за енергетска сиромаштија од наредната година ќе добиваат 900 динари месечно. Средствата се неповратни и имаат за цел субвенционирање на потрошувачката на енергија кај семејства во социјален ризик. Покрај зголемувањето на социјалната парична помош за 10% во текот на оваа година и предвидените средства за дополнително зголемување на истата во текот на 2016 година за дополнителни 5%, значајно е што обезбедивме над 1,3 милиони евра средства со кои што ќе се зголеми и надоместокот за заштита од енергетска сиромаштија, кој што од следната година од месец јули ќе изнесува 900 денари. Во период од 2010 година до сега овој надоместок е зголемен за околу 200 денари, а во 2017 година на овие лица ќе им бидат исплаќени по 1000 денари. Овие мерки се составен дел од програмскиот концепт на владата за проекти и мерки кои се ветени пред граѓаните и ќе продолжат да се реализираат во иднина. Пуштен е во употреба објектот на новата градинка во село Таринци во општина Карбинци. Капацитетот е целосно исполнет, се размислува и за проширување на градинката. Оваа година Македонија ќе има 12 нови градинки, за идната година во план изградба или обнова на уште 22 градинки. Општина Карбинци е пример за една мала општина од истокот на државата која што се развива и во која се гради. Со упорноста на градоначалникот Минов и неговиот тим, денес општината доби нов и современ детски објект. Ова денес го истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој присуствуваше на отворањето на новата детска градинка Кокичиња во село Таринци, општина Карбинци. Големо е задоволството да се отвори една убава, модерна, современа детска градинка и во рурално населено место. Тука во општина Карбинци минатата година започнавме со изградба на еден нов објект и веќе денес го свечено го пуштаме во употреба. Станува збор за капацитет за 50 дечиња за вкупна инвестиција од околу 14 милиони денари. Министерството за труд и социјална политика учествуваше со целосно опремување на овој прекрасен објект со соодветната опрема која што е потребна. Битно е да се напомене дека од денес па натаму општина Карбинци добива собствена градинка, со собствена кујна, со собствен кадар кој што понатаму ќе има можност и да го надградува. Веќе има побарувања за 70 места, така да верувам и во наредниот период заедно со градоначалникот ќе бараме начини како да се прошири постоечкиот капацитет со цел да создадеме можност да се згрижат повеќе дечиња. Ова е деветата поред градинка која е отворена годинава и која ќе го реши проблемот на згрижување на децата од неколку села во регионот. Оваа година успеавме да создадеме капацитет за околу 550 дечиња да се сместат дополнително во детските градинки. До крајот на годината очекувам да се отворат уште 4 детски градинки, со тоа да се зголеми капацитетот за плюс 250 или пак вкупно околу 800 дополнително нови места да се создадат во детските градинки. Во само неколку години Министерството за труд и социјала, сегашниот и претходниот министер отворија повеќе од 40 градинки. Во оваа градинка капацитетот е 50 деца, а веќе 70 аплицираат. Тоа е прекрасна вест
и за општина Карбинци и за Источна Македонија. Денеска е историски ден за општина Карбинци, затоа што за прв пат се отвара градинката. Тоа е комплетно нова градинка со капацитет од 50 дечиња, како што кажа и претходните говорници. Ние како локална самоуправа дадохме нашиот максимум за да можеме во најбрз можен рок да ја изградиме оваа градинка и денеска со гордост сакам да најавам дека е пуштена во употреба. Покрај општина Карбинци, наредната 2016 и Штип треба да добие нова детска градинка. Истовремено се врши изградба на нов објект и во Оризари, Кочанско и општина Делчево. Инаку, последните неколку години отворени се над 40 детски градинки и уште 25 приватни, што представува значително зголемување на постоечките капацитети за згрижување на деца во предучилишна возраст. Така наречениот бугарски канал кај Кочанско-Спанчево, кој предизвика проблеми во одводот на водите, викендов се санираше. Неговото попуштање од поројните дождови направи штета на 100 хектари под се уште неожнеан орис. Со истекувањето на водите создадени се услови за влегување на комбајните во оризните полиња. Градежната оператива и механизација викендов работеше на санирање на последиците од попуштањето на ободниот канал, така наречениот бугарски канал кај село Спанчево, Кочанско. Каналот кој од обилните дождови минатата недела се излеја и наместа попушти и направи големи штети на оризовите полиња, полни со се уште неожнеан ориз во атарот на Спанчевско, Соколарско и Облешевско поле. Започнавме со санација на ободниот канал, поточно помеѓу местото Бања и Спанчево, кај што минатата недела како последица на големите врнежи од дожд кои што падна некаде околу 100 литри на метар квадратен, дојде до излевање на каналот и до рушење на насипот на водниот канал, при што дојде до поплувување на одредена количина на одредени површини овде, но сето тоа беше со незначителни штети и Водостопанство Брегалница, значи излезе на лице место на терен и ја санираше штетата, како што гледам веќе за 2 дена, каналот е саниран и за да може да се овозможи проток на сите води што доаѓаат од стивното подрачје на Суговијата да се дислоцираат, односно да не го поплуват полето, да бидат транспортирани, значи водите да бидат транспортирани до река Злетовска. Биличев информираше дека се изчистени од водните канали со што водата од оризовите полиња во овие атари од полето е повлечена. Механизацијата излезена на терен, нема никакви последици од поплавите. Комбањите се излезени и жнеат, значи таа количина на вода што беше излејана од каналот, исто така и како што знаеме дека беа и огромни врнежите за тие 48 часа што падна некаде околу 100 литри на метар квадратен, беа огромни врнежи и со каналската мрежа што имаме во нашиот систем, водата беше дислоцирана и пуштена во реципиентите. Инаку од поплавите на овој така наречен бугарски канал и од дождовите, 100 хектари под оризов род во атарот на Облешевско поле беа под вода. Секторот за внатрешни работи Штип ја реализираше првата мешана патрула во Делчево. Опфатена беше урбаната заедница втори реон, а целта е граѓаните да имаат увид во безбедносната состојба на местата со мешан етнички состав. Секретаријатот за внатрешни работи од Штип заедно со жителите на урбаната заедница втори район од Делчево ја реализираше првата полициска соседска патрула, која имаше за цел увид во безбедноста и нарушувањата на јавниот ред и мир во подрачјата каде живее население од мешан етнички состав. Ова акција ќе придонесе да граѓаните видат каква е позорната служба, дали е позорникарот како ја обавува нивната служба, дали е безбедна нивната урбана заедница, да преку нивниот претседател на урбаната заедница, преку општината си ги отстранат овие безбедносни проблеми кои ќе ги затекнеме на подрачјето на нивната општина. Дека со животот помеѓу различните етнички заедници во Делчево е на високо ниво, потврдија самите жители, како и исламската верска заедница Мехмет Фатих II. Овде живеам 61 година со разни народности. Има со мене се живеали и турци, и роми. Немаме никакви проблеми. Дури си одиме едни на други
како гости за Бајрам, они доаѓаат за Велиден. Во нашето градче, посебно џамијата, никогаш не сме имале проблеми, секогаш имаме соработка, не само од верски и национален интерес го гледаме заедничко, не се гледа националноста и не се дели народноста, не се гледа и верска мрежа не постои кај нас. Она што е забележано како единствен недостаток од председателот на урбаната заедница е присуството на млади лица кои немаат жителство, а подолго време живеат во Делчево. А тие не се регистрирани тука, па ја би замолил така чисто полицијата да тие ги регистрира, да се видат од кај се, дали имаат тука место за живење, дали се пријавени и тоа. Предходно секретаријатот за внатрешни работи Штип заедно со родителите на подрачјето на Делчево реализираше мешана патрола во која беше направен увид како младите го трошат своето слободно време во ноќните часови. Во вашата општина која правевме последната мешана патрола, имаше забележено малолетници на кои им се овозможува присуство после 24 часот. Затоа наредниот ден направивме акцијска контрола, репресивна акцијска контрола, каде беа затекнати малолетници и против собствениците беа поднесени соодветни пријави. Инаку оваа соседска патрола според најавите ќе опфати и други градови кои ги покрива секретаријатот за внатрешни работи од Штип. Виница најавува 5 апликации за користење на средства од ИПА програмата за прекугранична соработка. Првите партнер општини од соседна Бугарија се Банско и Гоце Делчев. Општините се пред нов предизвик. Со квалитетно проектирана идеја можат да користат 7,25 милиони денари квалитетни средства од ИПА програмата за меѓугранична соработка. Заменик министерот за локална самоуправа Пренчов во обиколка на Истокот, како поддршка со давање насоки за ефикасно искористување на средствата. Јас би сакал да кажам дека во Виница кои се има право да учествува на нови полици. Това се сите невладени, непрофитни организации на територијата на општина Виница и на општина Кочани, бидејќи денес сум посета на општина Виница и општина Кочани. Тоа подразбира единиците на локална самоуправа, значи општините, Центарот за развој, сите училишта, основни и средни училишта, градинки, дом на култура, музеи, невладени организации, бизнис заедници и така натаму. Инаку со Република Бугарија имаме 3 теми на соработка за правење на тие проекти. Тоа се подобрување на бизнис климата и пред се развојот на мали и средни предпријатија. Втората оскана соработка ни е културното наследство и туризмот, источниот дел на Република Македонија, еве сега сме во музеот во општина Виница и како има што да понуди за културното наследство и во подобри туризмот. И третата работа, онаа која што не тангира сите нас, тоа е климатските промени и заштита на животна средина. Јас би сакал да искористам оваа прилика уште еднаш да ги повикам сите непрофитни организации од овој дел на Република Македонија да аплицираат во што е можно поголем број на проекти за прекугранична соработка со Република Бугарија, затоа што изминатиот програмски период имавме искористеност од некаде околу 94% од средствата кои што се во форма на грантови, тоа се неповни средства од Европската унија. Општините Банско и Гоце Делчев од соседна Бугарија ќе бидат партнер со работници на општина Виница за реализација на 2 проекти: регулација на коритото на Виничка река и поставување на сцена на плоштадот Ангел Винички. Според Дончев се водат преговори со други општини за поднесување апликации за уште 3 проекти, за што поддршката од министерството е добре дојдена. Ни даде насоки на кои проекти можеме да учествуваме, кои имат поголеми шанси да бидат одобрени. Исто така, втората причина е да поразговараме за можностите што ги нуди Министерството за локална самоуправа за аплицирање на проекти директно и преку Бирото за равномерен регионален развој. Овде имаме реализирано неколку проекти, значи и оно што тие го предвидуваат како можности за аплицирање за следната година. Повикот за аплицирање трае до 25 јануари, а колку средства ќе бидат искористени зависи од квалитетот на аплицираните проекти, не само од општините, туку и од училиштата, градинките и невладините здруженија. Комплетот книги добија учениците од прво до трето одделение во основното општинско училиште во Делчево. Активноста е дел од проектот на УСАИД со читање до лидерство, кој училиштето започна да го спроведува во мај годинава.
Нов фонд на книги добија оделенските библиотеки во Основното општинско училиште Ванчо Прке во Делчево. Преку проектот на УСАИД со читање до лидерство, секој клас од прво до трето оделение доби библиотека на тркала, комплет од 10 книги, сликовници прилагодени за нивна возраст и приречник за користење. Тоа е еден многу убав проект кој што ни овозможува еден модерен начин на и приод во наставата, посебно по македонски јазик. Оделенската библиотека за учениците од прво, второ и трето оделение и за подрачните училишта од Габрово и од Звегор. Со тоа се зголемуваат фондот на книги во училиштето, бидејќи преку обуката од јазична писменост нашите наставници, односно моите колеги, веќе си оформија своји оделенски книги и сега еве уште една убава можност преку спроведувањето на овие активности од проектот со читање до лидерство да се збогатуват фондот на книги во оделенската библиотека. Учениците со задоволство ги прифатија книгите, од кои заедно со своите наставници на часовите ќе го збогатуваат своето знаење. Што добивте, Денис? Книги. Со секоја книга сме по-богати. Книгите служат за да се читаат и да научиме нешто повеќе од книгите. Библиотека е нешто што се позајмуваат книги, што можеш да земеш книги и да ги вратиш. Место во кое се чуваат книгите и им се издаваат на читателите. Ние најчесто читаме текстови. Приказни, песнички. Имате ли вие библиотека во вашата училница? Имате ли книги? Има. Ви чита ли наставничките? Не чита. Што најмногу ви чита? Песнички. Првите активности од овој проект Основното општинско училиште Ванчо Прке ги спроведе во месец мај, кога од страна на УСАИД беше спроведена проценка на стекнатите знаења по математика и јазична писменост. Проектот се спроведува во уште 60 основни училишта во државата. Во Подгорица утрово е мирно по синокешните протести на опозицијата во кои потешко бил ранет еден полицаец кој со камен бил погоден в глава, додека 5 мина други се полесно повредени. Полицијата во еден момент употребила солзавет за разбивање на протестите во кои учествуваа неколку илјади луѓе. Оштетени се неколку објекти и возила. Опозицијата постави ултиматум до сабота владата да поднесе оставка и да биде формирана преодна. Во спротивно е најавен голем протест во Подгорица. По повод повеќедневните протести заседаваше и Советот за национална безбедност кој оцени дека полицијата интервенирала поради незаконското однесување на демонстрантите кои се спротивставиле на полицијата. Мал авион се срушил по кратко време откако полетал од патничкиот аеродром во Богота, Колумбија. 5 лица ги изгубиле своите животи, а 7 се повредени, од кои 2 се во критична состојба. Имено вчера авионот полетал од аеродромот Елдорадо во Богота и само 3 минути подоцна се срушил во непосредна близина во населбата Енгатива. Шефот на полицијата на Богота изјавил дека пилотот и тројца од патниците ги изгубиле своите животи. Ова е трета несреќа од ваков карактер, од ваков вид во Богота во последните 3 месеци. Германскиот канцелар Ангела Меркел и понуди подршка на Турција за побрз напредок во незините напори за влез во Европската Унија, во замена за поголема соработка на Анкара во запирањето на бранот мигранти. Говорејќи во Истанбул на заедничката пресконференција со премиерот Ахмед Давутоглу, Меркел понуди олеснување на визниот режим и финансиска помош. Ниту една земја не може само да се справи со бегалците, изјави таа. Од своја страна Давутоглу наведе дека решение за проблемот би било формирање безбедни зони во Сирија. По пауза од 2 недели овој викенд се одиграа надпреварите од 10-тото коло во првата македонска фудбалска лига. На арената Филип II во Скопје дербито меѓу Работнички и Бергалница заврши без погодок, по кој двете екипи мораа да се задоволат со по еден бод. Сега овие две екипи имаат по 11 поени, со тоа што Работнички има одиграно надпревар помалку.
Со победата од 3:0 на гостување кај екипата на Шкупи, шампионот Вардар изби на првото место на табелата на првата фудбалска лига, искористувајќи го киксот на досегашниот лидер Шкендија, која одигра нерешено 1:1 на гостување во Охрид со Младост. По 10-тото коло Вардар има бод предност во однос на Шкендија, а во следното коло се игра дербито на двете првопласирани екипи. Вардар ја пречекува Шкендија. Резултатите од 10-тото коло: Силекс Металург 3:1, Шкупи Вардар 0:3, Младост Шкендија 1:1, Ренова Хоризонт 5:2 и Работнички Бергалница 0:0. Табелата по одигрувањето на ова 10-то коло изгледа вака: Вардар е на првата позиција со 26 поени, Шкендија на втората позиција со 25, Силекс 16, Младост 13, Работнички Бергалница и Шкупи имаат по 11 поени, Ренова и Хоризонт по 9 и на последната позиција Металург со 5 поени. Уште едно бледо издание на тимот на Осогово откочени во рамки на одиграното коло во третата фудбалска лига Исток. На стадионот Никола Мантов пред околу 400 гледачи, тимот на Осогово загуби од Беласица со 1:2. Третиот пораз на Осогово доаѓа од еден од најквалитетните тимови во лигата Беласица, тим кој што со головите на Атанасовски во 68-та и Аслани во 70-та за 2 минути ги нокаутираше жетварите. Почесниот погодок за Осогово го постигна Аксентиев во 90-та од пенал. Она што сигурно ги мачи кочанчани е тоа дали доколку судијата во 17-та минута покажеше на белата точка, надпреворот ќе тргнеше во друг правец. Сепак тоа не се случи, па затоа мрежите во првото полувреме мируваа, во второто полувреме имаше поофанзивен фудбал. Голот следуваше во 68-та минута, кога струмичани по добро изведената акција стрелаа прецизно, а стрелец на погодокот беше Атанасовски. 2 минути подоцна Аслани искористи едно невнимание на домашната одбрана и биеше во левиот долен агол на немокниот Лазаров. До крајот поразот Осогово успеа да го ублажи со удар од белата точка, удар кој прецизно го реализираше Аксентиев. Со оваа победа Беласица е на само чекор од тимот на Плачковица, кој што е лидер во третолигашката фудбалска конкуренција. Оваа недела за прв пат по 40 години Штип ќе биде домаќин на Балканското првенство во пинг-понг. Од 21 до 25 октомври спортската сала Јордан Мјалков ќе биде во центарот на вниманието. На Балканското првенство учество ќе земат 9 репрезентации и преку 150 надпреварувачи. Надпреварувачите од македонската репрезентација веќе се подготвени за нови успеси. Се подготвував скоро една година и сега сам сама посебно. Сега репрезентацијата цела дојде туку во Штип, за да се подготвуваме заедно. Да, прв. Очекувам добра игра од сите играчи и да покажеме тоа што го знаеме најмногу во нашата репрезентација и да дадеме се од себе. Па сега колку време траја подготовките? Подготовките траат 3 дена. Мислам за репрезентацијата како целост, а инаку јас се спремам веќе година дена. Вакво напреварување не е прво, мислам дека е 5 или 6, ако не се лажам. Значи претходно настапував како пионер до 15 години во репрезентација, како јуниор до 18 години и 2 или 3 пати како сениор до 21 година. Репрезентациите пристигнуваат утре, а ждребот за надпреварите ќе се одржи утре со почеток од 21 часот. Надпреварите ќе започнат во среда од 9 часот, а свеченото отворање е закажано за 17 часот. Овде е крајот на дневникот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.